Стотици хектари плодно земјиште во Струмичко е се уште под вода. Реката Струмица на повеќе места е излеана од своето корито. Жителите на блиското село Турново велат дека каналите не се чистат редовно и таму ја гледаат причината за честото излевање на реките во регионот. Треба да се изчистат каналите. Треба да дурат цеви, за да може да се изцела водата. Сега изкопаат там, треба да се поставят цеви. А друго што да кажем? Чистат ли ги на време каналите? Да се чистят 3 години веќе каналите. Трски има се работи, треба да се изчистат. Не ги чистат речните корита. Много е загадено. И треба да се изчистат тие општини да преземат нешто, да се изчистат. Шамаци има, сачки има. Реката Струмица регулирана е у 81. Меѓутоа, патот старши го правија тогаш, не го дозволија што е, трапот да се направи на поголема висина. Кога направија мостот, Радово, знаете, Босилово, остана ниско. Што е проблем? Проблемот е требаше да чистат реките. Тоа е проблемот, друго немам проблем ништо. Излевањето на реките Струмица и Јазга поплави 20 куќи и 10 деловни објекти во општина Босилово. Спортскиот центар Хоризонт кај Турново се уште е под вода. Сопствениците со пумпи се обидуваат да го одводнат теренот и помошните објекти, но за тоа сепак ќе бидат потребни неколку денови. Градоначалникот на Босилово Ристо Манчев на својот Facebook профил објави документи со кои потврдува дека реагирал до надлежните институции за потребата да се делува превентивно. По поплавите викендов општината излегла на терен со 2 машини, а 2 машини донело и Ада водостопанство. Проблемот е, би рекол, и едното и другото. Од една страна, навистина недостасува ефикасен систем на редовно и континуирано одржување на сите одводни канали, и тоа вклучува примарни, секундарни и терциарни канали. Од друга страна, факт е и тоа дека имавме голема количина на дојдена вода, со што кој што ги надмина капацитетите на сливните подрачја на реките. Општинските комисии во Босилово и Новосело во следните денови ќе излезат на терен за проценка на штетите во приватните и деловните објекти.